Драги ракови, септември 2025 ќе биде месец кога ќе ја почувствувате силата на вашата емоционална длабочина и интуиција повеќе од кога било. Овој месец ќе ве поттикне да се поврзете со своите вистински чувства, да се свртите кон семејството и домот, но и да направите важни чекори кои ќе ви донесат стабилност и мир. Вашата чувствителност може да биде најголем дар. Таа ќе ви покаже каде треба да вложите љубов, внимание и енергија. Но истовремено звездите ве охрабруваат да не дозволите стравовите и минатите искуства да ве задржат во место. Во ова видео ќе зборуваме за љубовта и односите, кариерата и финансиските можности, здравието и енергијата, најдобрите периоди во месецот и предизвиците кои ќе се појават. И секако, овој хороскоп е тука како водич и инспирација. А вие, драги ракови, најдобро знаете дека токму кога го следите срцето, животот ви ја отвара вистинската врата. И доколку се уште не сте се претплатиле, кликнете subscribe на каналот, за секој месец да ги добивате пораките кои ќе ви помогнат да го живеете вашиот најубав потенцијал. Љубов и односи. Ако сте во врска, септември ќе биде време за продлабочување на врската. Ќе почувствувате потреба за блискост и сигурност, но исто така и да разговарате за иднината. Можно е да донесете заедничка одлука за нешто важно, како заеднички живот, семејство или голема промена. Но важно е да бидете искрени и отворени, без да дозволите стравот од загуба да ве контролира. Ако сте слободни ракови, овој месец носи можност за нова љубов што може да започне сосема неочекувано. Преку пријател, на семеен собир или место кое ви е веќе познато. Ќе почувствувате силна емоционална поврзаност, нешто што ќе ви врати верба во љубовта. А советот е, не градете ѕидови околу срцето. Дозволете си да бидете ранливи. А со пријателите и семејството, септември ќе биде исполнет со моменти во кои семејството и пријателите ќе имаат голема улога. Можно е да бидете потпора на близок кој ќе има потреба од вас. Вашата грижа и емпатија ќе донесат мир во односите. Кариера и финансии. Овој месец ќе донесе нова енергија во вашата кариера. Можно е да завршите важен проект кој долго ви стоел над глава и конечно да почувствувате олеснување. Ке имате можност да преземете одговорност која може да ве доведе до напредок или нова позиција. А некои од вас ќе размислуваат за работа од дома или започнување приватен проект. Нешто што ќе ви овозможи повеќе слобода. Финансиски ќе бидете стабилни, но ќе треба да внимавате на непланирани трошоци поврзани со домот или семејството. А совет е, инвестирайте во нешта што ви носат сигурност и долгорочна вредност. Здравје и енергија. Емоциите ќе влијаат силно на вашето здравје. Внимавајте на стресот, особено ако носите премногу грижи за другите. Важно е да најдете време за себе. Медитација, релаксирачки прошетки или активности во природа ќе ви помогнат да се наполните со енергија. И секако исхраната и квалитетниот сон ќе бидат клучни за да го одржите балансот. Најдобри периоди во септември. Почетокот на месецот е одличен за средби со семејство и блиските луѓе. Средината носи можност за нова љубов или за продлабочување на постоечка врска. И кон крајот ќе почувствувате финансиска стабилност и признание за вашата работа. А предизвици што да се внимава? Вашиот најголем предизвик овој месец ќе биде претераната чувствителност и стравот од одбивање. Можно е да ги сваќате премногу лично зборовите на другите и да се повлекувате во себе. Исто така постои ризик да се преоптоварите со грижи за другите и да го заборавите сопствениот мир. И советот е, поставете здрави граници и научете дека
Да кажете не, понекогаш е најдобриот начин да се заштитите. А совет е инспирација. Драги ракови, септември е месец кој ќе ве научи дека вашата најголема сила е токму во вашата чувствителност. Љубовта, семејството и домот ќе бидат во фокус. Но најважно е да не заборавите дека и вие заслужувате грижа и внимание. Овој месец ќе ви покаже дека стабилноста не се гради преку страв, туку преку доверба, искреност и љубов. Афирмации за рак во септември. Ја прифаќам мојата чувствителност како моја сила. Ја заслужувам љубовта и ја примам со отворено срце. Секој ден создавам мир и хармонија во мојот живот. Моето семејство и дом се мојата поддршка и инспирација. Се ослободувам од стравот и со доверба чекорам напред. А како да ја користиш енергијата на месецот? На почетокот на месецот посвети се на семејството и создавање хармонија. Во средината на месецот отвори го срцето за љубов и блискост. А кон крајот насочи енергијата кон кариерата и стабилноста. И заклучок, септември за раковите е месец на љубов, емоции и стабилност. Ке имате можност да создадете хармонија во односите. Да ја зајакнете кариерата и да најдете баланс помеѓу грижата за другите и грижата за себе. Доколку ви се допадна видеото, кликнете лайк, сабскрајбнете се на каналот и секое добро до наредно слушање.